Благодарам, почитуван председавач на седницата, почитувани колеги пратеници, колеги пратенички. Еве втор пат обид за менување и носење законот за јавна набавка. Првиот пат по скратена постапка, вториот пат навидом редовна постапка само за подседување на јавноста и во првиот пат кога се доби предлогот од 7 пратеници од владеачкото мнозинство за, тоест поточно од ВМРО ДПМН, за носење на законот за јавна набавка по скратена поставка, баравме како пратеници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се има јавна дискусија. Тогаш предлогот беше отфрлен затоа што не требало да одлучува собранието, тоест председателот на собрание. Вториот пат имавме исто барање. За жал, и вториот пат, очигледно инструиран председателот, не дозволи да има јавна дискусија за овој предлог на измени на закон за јавни набавки. Па добивме едно писмо од платформата за борба против корупција на невладините организации, во кој што изричито бара да овој закон не се донесе ваков како што е предвиден, затоа што е уназадување на процесите за јавна набавка, а не во насока на реформската агенда. Па добивме едно писмо од Државната комисија за спречување на корупција, која што и текако навидом за коалицијата, владеачката коалиција е битна, во која што вели дека ваквите законски решења не помагаат во насока на транспарентност, отчетност и намалување на коруптивните моменти при јавните набавки. Но тоа не беше доволно, па и на комисијска расправа на амандманите предложени од Социјалдемократскиот сојуз за да некои од законските решења кои што сега се дадени се усвојат, истите беа одбиени. За волја на вистината, еден од амандманите е усвоен, а тоа беше амандманот поврзан со транспарентност, а тоа да се објават на веб страницата на Државната комисија, тоест на Бирото за јавни набавки, тендерските постапки. Но, што се во суштина законските измени? Според предлог законот во скратена, тоест во редовна постапка сега, поднесена од 7 пратеници, Бирото за јавни набавки ќе нема право да врши управни контроли врз јавните набавки, туку само ќе се прави административна проверка пред почеток на тендерот и да дава мислење за тендерските услови. За тие кои што се познавачи на проблематиката за јавни набавки, административна проверка е да прегледате дали имате толку листови хартија, дали во структурата и содржината на тендерот за јавни набавки се содржат сите елементи кои што се пропишани и тоа. Тоа е административна проверка. Управната постапка се менува со чист технички елемент. И ова е најголемата суштинска измена во предлог законот за измена на законот за јавни набавки, со која пратениците бараат во суштина, суштински изземање на ингеренцијата на Бирото за јавни набавки. Таа ингеренција за управна контрола сега се префрла на Државната комисија за жалби по јавни набавки, која власта еднаш се обиде, па се откажа, па со конкретниот сега предлог повторно сака да ја промени, и тоа во случај доколку некој од учесниците на тендерот покрене жалба по првичната одлука, доколку евентуално има само еден понудувач, кој ќе се жали на постапката. Или можеби тоа е тенденцијата на следните јавни набавки на наредниот период од фамозните милиони евра кои што се зборуваат. Управната контрола е процедура која ја има во актуелниот закон со која се проверуваат веќе завршените тендери поголеми од 500.000 евра за набавка на стоки и услуги и односно поголеми од 2 милиони евра за работи или работи се сите инфраструктурни проекти. Последната за јавност позната управна контрола, ако не се сеќавате, еве ќе ве потсетам на тендер, беше она извршена за набавката на Евродизел на јавното сообраќајно предпријатие,
кога Бирото за јавна набавка Бирото за јавна набавка нареди поништување на постапката во која имало само еден понудувач. Доколку се усвои овој нов закон, предложен од седумината пратеници на ВМРО ДПМН, конкретниот тендер на нафта на ЈСП немаше да биде проверуван од Бирото и ќе им поминеше мазно, бидејќи имаше само еден понудувач и немаше кој да поднесе жалба до Комисијата за жалбе. Сега ја не разбирам, па вие бевте тие кои што се одиравте во гради како наместен тендер и на штета на граѓаните, ова биро заради управната контрола го поништило и тоа било добро. Сега им одзимате ингеренции и викате дека пак е добро. Кажете што е добро. Но веројатно мазното некаде на друго место ќе заврши. Во образложењето на предлог законот стои со предложеното решение управната контрола преоѓа во административна проверка која ќе се реализира пред објавување на огласот во однос на условите на тендерската документација. Ова измена се очекува да резултира, замислете, со ефикасен систем на навремена проверка на условите од тендерската документација и навремено коригирање на недоследностите во истата пред да се објави огласот. Објаснето е како 7 пратеници предлагачи очекуваат да функционира нивното решение. По објавување на огласот, главниот механизам на контрола е правната заштита која економските оператори ја остваруваат преку Државната комисија за жалби по јавни набавки. При тоа се менува содржината на записникот од спроведена административна проверка во насока на формулирање на препораки кои Бирото ќе ги даде на договорниот орган, а кои ќе бидат основа Државната комисија да ја формира, да ја провери содржината на тендерската документација по службена должност и така натаму. Одредбата за задолжителна контрола на тендери, како што кажав, над 500.000 евра за стоки и услуги и над 2 милиони евра за работи, сега се менува само со административна проверка. Ке видиме за година дена што ова ќе изнедри. А јас ви кажувам дека ќе изнедри многу работи кои што ќе мирисаат. Сите представници од невладините кои го наблюдуваат овој процесите за јавни набавки и се дел од антикорупцијскиот фронт, како и одредени медиуми, вела дека вака брзо и ултра брзо решение во законодавниот дом, без никаква јавна расправа и мислење на експертите, не може ништо друго да личи него само волвет во тоа што навидом оваа власт сака да се бори. А да не зборувам за другите измени кои што се поврзани со проверките и членовите на комисијата, тоест на Државната комисија за решавање на жалби по јавни набавки. Во новиот предлог, пратениците на ВМРО, кои што и претходно се обидоа со предлог закон и нови критериуми да ја сменат комисијата за жалби по јавни набавки, но по реакциите на антикорупцијската мрежа на невладини се повлекоа, сега пак се вратија на намерата. На листата предлагачи не сакам да ги набројам кој, но веќе јавноста сите ги знаат. Но еве што воведуват. Веројатно за да се избегнат гафови и фалсификувани сертификати за англиски или некој да пријави дека полагал TOEFL во школото Јулија во Пловдив, која не издава такви сертификати, предлагачите ја бришат таа одредба за стручно проверено знаење на странски англиски јазик и воведуваат услов, замислете. Активно познава еден од трите најчесто користени јазници на Европската унија. Англиски, француски или германски. А како и што стои во предлогот, како ќе се проверува активното знаење за јазици, веројатно директорот ќе одлучува или некој друг, кој што не го знае затоа што приложил сертификат од школото Јулија во Пловдив. И затоа, почитувани пратеници, знам дека е битно, но мислам дека ќе беше доблесно да некој од Министерството за финансии го предложи законот за јавни набавки, предлозите за закон за јавни набавки, а не група на пратеници, затоа што тоа е составен дел од реформската агенда и одговорноста за тоа лежи во ресорното министерство, а не кај пратениците. Повикувам да не се гласува овој предлог законско решение, затоа што е на штета на процесите на јавни набавки во нашата држава. Благодарам.